Добар ден. Јован Јосифовски, судија на Уставниот суд, исто како и Елена Гошева, председателка на Уставниот суд, има конфликт на интереси и треба да поднесе оставка од функцијата. Јосифовски и неговото семејство се партиски поврзани со ВМРО-ДПМНЕ. Токму затоа, кога станува збор за изборните криминали на ВМРО-ДПМНЕ, тој не може да одлучува објективно, непристрасно и согласно законот. Од 2006 до 2011 година Јосифовски бил председател, а потоа и член на Државната изборна комисија, предложен токму од ВМРО-ДПМНЕ. Како член на Државната изборна комисија, Јосифовски учествувал во избори кои се предмет на кривично правна истрага за изборни нерегуларности. За уставен судија Јосифовски е предложен од Илија Димовски, односно од ВМРО-ДПМНЕ, и во отсуство на пратениците од опозицијата е избран во 2012 година. Дополнително, синот на судијата Јован Јосифовски, Борис, е генерален секретар во кабинетот на Ѓорѓе Иванов, предложен од ВМРО-ДПМНЕ. Борис Јосифовски бил советник во Советот на општина Газибаба, предложен исто така од ВМРО-ДПМНЕ. Ова ја покажува директната партиска поврзаност на Јосифовски со ВМРО-ДПМНЕ. Да имаше Јован Јосифовски морален, личен и професионален интегритет, сам ќе поднесеше оставка или во најмала рака ќе се изземеше по одлучувањето по иницијативата која што има за цел да го амнестира изборниот криминал на Никола Груевски. Срамната одлука на Уставниот суд не може и нема да го заштити Никола Груевски и неговите соработници од изборниот криминал. Интерес на сите граѓани, интерес на Република Македонија е правда и владење на правото. Во Македонија мора да има и ќе има слободни, фер и демократски избори, со прочистен избирачки список и реформи за слободни медиуми. Секој кој што ќе го прекрши законот мора да одговара. Благодарам. Повелете прашање. Увидот во избирачкиот список предизвика лавина реакции кај граѓаните, голем број граѓани не може да се најдат, има несовпаѓање на адресите со местата и местата на живење. Од друга страна во еден стан има регистрирано по 60 и 50 гласачи. Неполни 24 часа по објавувањето првично на избирачкиот список од страна на Државната изборна комисија само се потврдија сомневањата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за состојбата во избирачкиот список и со ова само се подкрепува потребата во Република Македонија најпрво да имаме прочистен избирачки список, а се со цел да имаме слободни, фери демократски избори. Господине Шилегов, ова е веќе втор случај каде што вие обвинувате за партиска поврзаност на уставни судии. Дали можеби СДСМ ќе предложи некое законско решение со кое на судиите ќе им се забрани дел од нивните најблиски роднини да бидат функционери на политички партии? Тоа е пракса во некои земји или едноставно ова го третирате како поединечен случај поради последните активности на Уставниот суд? Воколку луѓето кои што се членови, односно судиите на Уставниот суд, имаат целосен морален и правен кредибилитет и личен, ќе требаше да се самоизземат по ваквите прашања токму заради нивната поврзаност со политичка партија, во конкретниот случај владеачката политичка партија ВМРО-ДПМНЕ. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во овој момент со ова владеачко мнозинство во собранието на Република Македонија и да сака не може да издействува законско решение кое што ќе спречи конфликт на интереси на определени лица заради нивната поврзаност со политички партии. Токму заради тоа што заради клиентизмот и измешаноста на партијата со државата, овие луѓе се на тие места не заради нивните професионални кариери. Очекувате ли понатаму да има обструкции на Во принцип не ја коментираме работата на специјалното јавно обвинителство за да не влеземе во спин дека некој управува со работата на специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство во текот на вчерашниот ден децидно кажа
кои се институциите кои што целосно ја обструираат незината работа. Воколку во Собранието на Република Македонија пристигне иницијатива за измени на кривичниот законник со предложеното кривично дело, Социјалдемократска сојузна Македонија ќе поддржи, не заради тоа што мислиме дека треба по секоја цена да се поддржи специјалното јавно обвинителство, туку заради тоа што мислиме дека треба да се поддржи работата на специјалното јавно обвинителство и дека конечно во оваа држава секој треба да одговара пред законот, особено носителите на високи државни и политички функции.